Директно од терен, од сетиштето на Ивана, ни се јавува нашиот колега Перо. Перо, дали се слушаме? Да, колега студио, ова не се народни приказни, каде што умрениот му се јавува на сон на пријателот, ова е седиштето на Ивана во Скопје, каде што нема струја, наводно немале пари да си ги платат сметките за струја. А ние сега одиме надвор на паркингот да разговараме со еден од важните луѓе и да видиме што ќе ни каже тој зашто е ситуацијата ваква. Стојче, брзо. Еве ти клучевите коли на директорите тука, на. Иземи премести ги колите на брзина тука да не те видат новинари ќе дојдат да снимаат. Свели ја да мислам, земе тоа, премести тоа, виња Мерцедес и тоа Масерати, тоа трни го да не огледа никој. А мислете маците леп ја од фирмава. Бате тоа копилјаците евате. Ајде побрзо. И нареди таму печат точаци и пиши таму надпис тури ке точаците, генерален директор, заменик директор, газда, мазда таму тури. Тури една на австријски таму, на германски нешто. Пиши таму, не е битно. Директоришен нешто напиши. Ајде. Бате тоа копилјаците, све ја да мислам. Што ти кажам, дечки, ви сами гледате каква е ситуација, катастрофа, немаме пари сами на себе сметки да си платиме. На све ки работиме, нели гледате таму. Па 6 месеца не смееме да гасиме по домакинства. Па ние само од пенали за приклучоци дававме плата овдекаве. Сметките за струја ни беа гратис. Како ти кажам, немаме леп да јадеме. Чекај малце. Ало, маче, ај на еден састанак сум ќе те барам. Значи не ти избегавам се, озбилно ти кажам, 3 Гледаш што ми прави? 3 месеци измотавам швалеркава. Како да се појам, како клочар да се појам со некој парфем од 300 евра. Треба оние коли 100 литра на 10 км што трошат, треба да се возат тие коли. Па што мислите? Абе така ли мислите вие бе? Ова не нормално држава, све ненормално бе. Оној пат отидовме таму у Дебар мало по кафаните, гледаме фул кафани, вака народ по кафани. Имаат пари за кафана, немаат пари да платат 100 евра пус за струја. Бе срамата е тоа. Мислам како да ти кажам, од маса на маси да ги прашам колку ви е сметката? 5 души 8.000 денара, 6 души 10.000 денара. Што се ќе плачеме тука за струја? Па и ние имаме швалерки за ранење, бе трпиме за швалерки бе, како да ви објаснам? Коливе нема кој да не ги вози, со точат си идеме на работа бе. Ја више не знам, не се издржи, не се трпио. Тоа е. Излеговме меѓу граѓаните да видиме што тие мислат за поскапувањето на струјата. Ја видов сторијата ке вас на вести, навистина многу ме трогна изјавата на директорот. Направивме една иницијатива за отварање на сметки за донација, за праќање SMS пораки, мора да ги помогнеме, сепак и тие се луѓе, нивните швалерки се луѓе, и тие имаат деца, и овие имаат деца, така да навистина сакаме да им помогнеме. Па се навикнале на еден таков начин на живот, за кој сме ние да им судиме? Еве ја на пример сум навикнал на 300 денара на ден. Се утре дојде некој да ми рече, еве со 150 ќе живееш на ден. Што, рачун за струја? Не, дечко, јок бе, не, каде бе тука тоа е. Види, свакако не го плаќам. Мислим, ево, не знам, чекај да видим. Ова фрим, ора чули бе те струја торе? Јо бе, цело мало тука не плаќам, немам појма да ти кажам право. Не знам како изгледа тоа од СМ беше така. А го продавале куќата, видиш, не сум го знаел тоа. Дали сакате баклава? Има и толумба, има многу добра толумба. Толумба е профи. На струја го печемо. Не се секирај, фала ти кажам. Свети тука све има струја, не се секирај. Не, ако не плаќам, све е уредо. Видија што ти кажувам, јас и Роберт на утринската канал 5 секој ден јавувам. Ја тука викам да си, тоа што го прават со сметките за струја, тоа што го прават со сите глупости, со мандатите, тоа е све да се направи дистракција од тоа што го спенија името. Друго не е битно. Ја како треба уште 1000 денара ќе плата за струја. Името да се врне.